А сега продолжуваме со актуелната тема, а тоа е дека во 2024 година Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола ќе одбележи дури 3 значајни јубилеи, па на мое големо задоволство наш утрински гостин е професор доктор Игор Неделковски, ректор на УКЛО во Битола. Добро ви утро и ви благодарам што ја прифативте поканата. Ректор, кои 3 јубилеи ќе се одбележат оваа година? Добро утро, благодарам јас на поканата. Да, УКЛО годинава има 3 големи јубилеи, 100 години од почетоците со работа на универзитетот. Тоа е основањето на нашата најстара единица, научниот институт во Прилеп. 45 години од формално правното основање на универзитетот во 1979 година со здружување на 6 единици основачи, меѓу кои и научниот институт за тутун. И еден интересен јубилеј, 90 години од формирањето на Битолското студентско здружение во 1934 година. Тоа е прв облик на студентско здружување во границите на денешната Република Северна Македонија, односно тогашната Вардарска бановина. Тога го формирале студенти кои што се од Битола, а студирале на универзитетите во Београд, Загреб и други каде што имало градови универзитети во тогашното кралство Југославија. Еден век од постоењето на научниот институт во Прилеп, сигурно има многу да се зборува за неговото функционирање, но еве времето ни дозволува сосема накусо да информираме за оние кои што не знаат како функционира и зашто е наменет овој институт. Институтот е врвна научна установа не само на национално, туку и на европско и светско ниво. Таа е уникатна, бидејќи се занимава со проучувањата на тутунот и, согласно законските акти, единствена овластена во Македонија да произведува семиња за тутун. Затоа е и добра репутацијата на државата на светско ниво и имаме инвестиции од најголемите компании во светот кај нас, бидејќи производството на тутун, на семе за тутун е контролирано, не е дозволен слободен увоз и нарушување на автохтоните сорти, туку единствено научниот институт врз научни основи и научни принципи го произведува тоа семе и на тој начин се обезбедува да производителите потоа произведуваат автохтон македонски тутун. Еве, на почетокот на секоја академска година информираме кои се факултети функционираат во рамките на УКЛО, па еве овој пат во оваа прилика да повториме. Да, јас ке еве да не ризикувам да пропуштам некоја единица, покрај научниот институт како најстара единица на универзитетот. Тука повторно се ќе ги наведам онака како што се веројатно по дата на основање, се економскиот факултет од Прилеп, факултетот за биотехнички науки во Битола, техничкиот факултет во Битола, педагошкиот факултет во Битола, факултетот за туризам и угостителство во Охрид, факултетот за безбедност во Скопје, правниот факултет во Кичево, технолошко-техничкиот факултет во Велес, Високата медицинска школа во Битола, ветеринарниот факултет во Битола и најмладата, но со најголем број на студенти запишани во прва година, факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. И јас ќе констатирам дека УКЛО од година во година нуди се подобри можности за оние кои што сакаат да студираат. И еве ректор, при крај на разговорот уште да кажеме на кој начин планирате да ги одбележите овие значајни јубилеи. Па оваа година ќе ни биде година на одбележување. Ќе започни некаде во април, кога на 25 април е основан универзитетот формално правно, а ќе заврши на 8 декември со патрониот
празник. Во тој период ќе има повеќе настани, круна ќе биде форумот на ректори од Југоисточна Европа, кој што веќе е договорен во втората половина на септември и ќе присуствуваат сигурно 50-тина ректори и проректори од најголемите универзитети во овој регион, вклучувајќи такви гиганти како што се Белградскиот, Загребскиот, Љубљанскиот универзитет. Тоа дефинитивно ќе биде најголем настан и собир на ректори организиран во самостојна Македонија. Тој и беше наш голем успех што се согласија по повод овие јубилеи, 100 годишнината од почетокот и 45 годишнината од формирањето, да дојдат во Битола и тој значаен форум да биде тука организиран. Тоа ќе биде клучниот настан, а цела година, почнувајќи од април, завршувајќи во декември, ќе има многу меѓународни настани. Да спомениме дека УКЛО од оваа година е првиот македонски европски универзитет, член на Европска алијанса, финансирана од Европската комисија, тоа е алијансата Колорс, така да ќе имаме и со тоа повеќе настани, што значи цел тој период ќе ни биде во знакот на овие јубилеи. Ние веќе бидеме во чекор со УКЛО и ќе го следиме секој ваш значен настан, бидејќи сметам дека е година кога е битно да се информира. Ви благодарам за утринското гостување во Македонија наутро.